Добро утро. Македонија, екипата на македонската телевизија се јавува од Варде, каде што е сместена за времето на одржувањето на ова ракометно европско првенство, 17-то во машка конкуренција, на кое што македонската репрезентација денеска го има својот трет почеток. Да, имаме, односно 3 европски првенства ние за нас на овој континентален шампионат, нешто подоцна во ова јавување и тоа ќе го елаборираме. Се наоѓаме 70 на километри од градот Хернинг, од Јуски банк боксен арената, каде што се одигруваат надпреварите на европскиот ракометен самит. Македонската телевизија, односно екипата на Националниот телевизиски сервис секојдневно патува во двата правца. Најчесто еднаш се упатуваме во двете насоки, односно најчесто еднаш во текот на денот се упатуваме во секоја од нив, па поголемиот дел од денот го поминуваме таму во арената во Хернинг. Македонската телевизија ова година на ова европско ракометно првенство направи еден исчекор во однос на известувањето, во однос на формата на известувањето, информирањето на публиката. За прв пат во историјата имаме своја платформа, имаме свое студио во арената, како што тоа го прават големите телевизиски станици, например од Данска, од Германија, од Норвешка, од Шведска и така натаму. Најчесто скандинавците и германците се вака присутни тука на големите надпреварувања, на европските и на светските, така што чувствуваме дека ние што сме овде, се надеваме и колегите ќе се согласат во Македонија, се разбира и публиката која ќе го даде конечниот суд или конечната оценка за она што се прави тука, дека ова е една нова димензија на известување и на информирање. Секојдневно се јавуваме со појаси во рамките на програмата посветена на ракометното првенство. МРТ1 каналот и МРТ3 каналот се во служба на ракометот, затоа што се разбира она што Македонија го прикажува тука треба да биде видено на програмата на Националниот телевизиски сервис, таму каде што е најгледано. Македонската репрезентација има свој солиден настап тука во Хернинг, пораз од Данска во првата рунда, реми против Португалија во втората рунда и сега во третата, нека биде среќна за нас, потребна ни е победа против Романија. Сега доаѓаме до моментот кога елаборираме онаа констатација за трите наши европски првенства. Првиот надпревар беше загревање за нашата репрезентација, затоа што беше јасно против данците кои што се од друга ракометна планета, едноставно многу е тешко, скоро и невозможно да се игра. Забележавме пораз од 12 гола на тој надпревар против португалците кои што беа извикани и сфаворизирани, кои што беа ставени скоро на пиедесталот, кои што наводно дошле на ова европско првенство да се борат за медал. Нема да им го одземеме тоа, нели, спортски е да се почитува сето она кое што го изјавува секој за себе. Одигравме реми, одигравме 29-29 и тоа ни дава за право да се надеваме дека можеме да славиме против селекцијата на Романија и ако ништо друго, барем да си обезбедиме полесен бараж до следното светско првенство, а се разбира со една добра партија, со еден добар надпревар, со една добра стратегија и изведба на таа стратегија, може да се надеваме и на пласман. Не туку може да се надеваме сигурно на пласман во понатамошниот дел од ова европско првенство. Вкупната гол разлика на надпреварите 2 од нашата група Б, кои што се играат денеска од 18 часот Македонија против Романија и од 20 часот и 30 минути Данска против Португалија, треба да биде 19 гола, се разбира во наша корист, а тоа значи дека Македонија треба да победи против романците со 6 или повеќе разлика, а селекцијата на Данска да ја совлада Португалија со 12-13 и така натаму голови разлика. Не е невозможно сценариото, не се невозможни и двата исхода. Останува да се надеваме сега вака од оваа перспектива неколку часа, колку се ако е ова јавување во рамките на утринската програма, нели, ни останува уште повеќе време да се сконцентрираме, да си посакаме позитивен исход, да испратиме позитивна енергија во етерот, сите ние заедно, со цел македонските ракометари да имаат што поубав надпреварувачки ден. А како поминува еден ден на екипата на македонската телевизија? Секое утро работен состанок на ова биро тука што го гледате, долго е, собира 18 луѓе, ние сме 8. Работиме секое утро, го подготвуваме денот, се подготвуваме за предизвиците што не очекуваат понатаму.
се до крајот на вториот надпревар кој што се игра во Хернинг. Термините се 18 и 20 часот и 30 минути. Некаде околу пладне сме во градот, се снимаат материјали за репортажите кои што ги најавивме за работата на екипата на македонската телевизија, за настапот на нашата репрезентација тука и подготвуваме едно мало изненадување. Тоа е еден документарен филм, еден пристап необичен кон материјата која што ја живееме и која што ја работиме, со цел да и се долови на публиката зад сцената како поминува времето на една новинарска екипа, како поминува времето на една репрезентација и како поминува времето на навивачите кои што одделиле, кои што одвоиле дел од своето време, од својот живот, денови да дојдат тука и да ја бодрат македонската ракометна репрезентација. Шансите на Македонија во Хернинг се подеднакви за секое можно сценарио. Тоа значи дека од нас се ќе зависи, тоа значи дека од тоа како ние ќе одиграме се ќе зависи во однос на нашата ракометна судбина на овој континентален собир понатаму. Ако Македонија се пласира во втората рунда, останува тука, ја чека пеколна група со најсилните имиња во историјата на светскиот ракомет, репрезентации кои што сите се дојдени за медала, има само 3 медали, сите атакуваат на златото, а само едно е златото, само еден може да биде европски шампион, но едно е јасно, македонските ракометари се наши светски шампиони на нашите срца, затоа што не топлат и овој јануари тука се во Хернинг даваат се од себе за да се представат во најдобро можно светло. Данска и Хернинг се една убава приказна, ќе бидат илустрирани преку материјалите кои што ќе ги испраќаме понатаму и преку сето она што ќе го подготвиме за вас, почитувани гледачи, по враќањето на експедицијата на Националниот телевизиски сервис од Данска. Ова јавување го завршуваме тука, ова јавување ќе го финишираме со искрени желби македонските ракометари да бидат она што се, да дадат се од себе, да одиграат на највисокото можно лично ниво, пред се да бидат задоволни од она што ќе го покажат во последниот надпревар против селекцијата Романија. Треба да имаат во мислите победа и само победа, со колкава гол разлика ќе биде, па од оваа перспектива воопшто и не е битно. Најважно ни е да победиме, затоа што така ќе го прескокнеме едниот бараж филтер, да не играме 2 баража, да не играме 4 надпревари, туку со 2 нагости и дома, да бидеме носители, да имаме условно кажано полесен противник, иако во оваа фаза од надпреварувањето и во оваа фаза од развојот на ракометот и не е јасно дали постојат лесни противници. Едноставно Македонија нека биде Македонија. Испраќајте ни аплаузи и топла енергија од дома, од секаде од светот каде што ја следите програмата на македонската телевизија и од каде што ја гледате македонската репрезентација. Секако тоа ќе биде примено тука во Хернинг, насочено нека биде кон нашите ракометари и тие нека бидат во фокусот. 18 часот Македонија игра против Романија. Потребна ни е нова ракометна победа за нова спортска историја на Македонија и пласман во вториот круг на едно европско првенство по 3 шампионати пауза во новиот формат, кога само 2 репрезентации наместо во минатото како што беше, кога поминуваа 3 репрезентации во вториот круг, ќе останат тука во Хернинг и ќе се надпреваруваат понатаму за што повисок пласман на ова континентално ракометно машко соочување. Ние се одјавуваме од Хернинг, вие уживајте понатаму во нашата програма.